pusti me da šutim, ja noćas trebam mir. Stare rane opet peku, moje bitke dalje teku. Duša, ti nemaš ništa s tim, za tvoje moja se duša napila. Žena tvojih godina i sada mamurna pita gdje je utjeha, gdje je radost nestala. Idu dani, ja ih pratim, ponekad do tebe skratim dušu, tražim zaborav. Molim za te da se vrate, tragovima njenim hodam tiho, kao da je tu sve žmižena i da, i jutro što će doći. Nakon ove noći, noći vesna i 200 godina, da ih brojim u samoći. Od kako je otišla, u mojim venama još je njeno otrova, još je doza prejaka, a tebe ljubim. Da zaboravim ljubav, sve žmižena i da, i jutro što će doći. Nakon ove noći, noći vesna i 200 godina, da ih brojim u samoći. Od kako je otišla, sa tvoje izvora moja se duša napila. Žena tvojih godina i sada pita gdje je utjeha, gdje je radost nestala. U mojim venama još je njenog otrova, još je doza prejaka, ljubim da me poludi, samo da zaboravim. Ovo je za moju Lejlu, dobru prijateljicu, i za sve vas. Dođi, zaborav, nudim ti noći čarobne i buđenja postelji
pune šećera. Ispred mog prozora drvovlje kestena, puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme ovoli, da li čovjek sve, baš sve na kraju preboli. Zaspao bih sada ja na tvojim rukama, vodio se ne bi nikada. Neka vrijeme samo broji svoje godine, meni je već dosta čekanja. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarovne i buđenja, postelji pune šećera. Dođi i ostani, nudim ti suze ko bisere, moje namjere još su uvijek iskrene. Zaspao bih sada ja na tvojim rukama, vodio se ne bi nikada. Neka vrijeme samo broji svoje godine, meni je već dosta čekanja. Dosta čekanja. Почитувани гледачи, Бог да го прости Александар.
На 22. јануари 2022 година почина Александар Аки Рахимовски. Роден во Ниш, веднаш потоа се преселува во Скопје, син на професор по музика и од татко му и од воспитанието ја прима љубовта кон музиката, се запатува во Загреб и се останато е легенда. Членува во многу групи, но најпознато е некаде од крајот на 70-тите во Парни ваљак, со кого првиот голем хит Превела ме мала жеднок преко воде, многу настапи, многу албуми, многу концерти. Во 2015 година Аки дојде кај мене во емисија на негово барање. Ја не ни знаев дека има нешто со дека е дојден во Скопје, во Македонија. Тогаш и се запознавме. Вика, фала што ме прими во емисија, вика, имаме концерт, вика, ама кај тебе можем, вика, има простор, вика, би сакал нешто повеќе да кажам и така натаму. Секако, ја секогаш сум особено радосен кога некој сам посакува да биде гостин во мојата емисија, без оглед. Ја Парни ваљак ги знаев, иако не беа, ајде да кажам, бендот кој го следев, го слушав и така натаму, но имав почит спрема нив, а поготово спрема нашиот Аки, бидејќи го сакавме како наш македонец кој успеал и кој цела Југославија го сака. Но не беше тоа битно. Беше интересен разговорот, бидејќи поводот беше концертот на Парни ваљак во 2015 година, тогаш лето, пар дена после неговиот роден ден. И во тој разговор сакаше да зборува за Тодор. Тоше Проевски. Запомнете ги имињата нивни родени, бидејќи знаете, тие што ги сакате, кога ги спомнувате за помен пред Бога, спомнете ги нивните крстени имиња. Александар, Тодор, а ние си ги знаеме прекарите. Во тој разговор, колку што збореше за себе, за својата кариера, за предстојниот концерт, во еден момент почнува да зборува за Тоше Проевски и песни посветени на него и настапи. Мислам дека вечерва дури 2 пати ќе ви ја презентирам песната, каде што он заедно песната на Тоше ја пее посхумно. Ретко се случувало кај мене, човекот се расолзи. Знаеш, останав и јас. Знаеш, сите имавме емоции, ама знаеш, кога сме пред камери, некако ги додржуваме. Аки едноставно му истекоа емоциите и така скромно ми остави впечаток на еден скромен човек, вистинска антизвезда, талент со многу љубов и кон луѓето и кон музиката. Не можам а да не го искористам овој миг кога неговите блиски се во голема жалост, кога сите оние кои соработува и го сака и му беа блиски се соочуваат со тагата на прераната загуба, можам слободно да кажам, и ќе ја репризирам таа епизода од Јади Бурек од 2015 година со малку повеќе музика, каде што ќе ги слушнеме и тие моменти каде што ете со Тоше посхумно пее негова песна, каде ја пее и Зошто си ме мајко родила, и не знам, ако има некаква причина, тоа е чисто религиозна, да се измоли едно Бог да го прости. Да сте живи и здрави. Александар Аки Рахимовски.
Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте во уште едно издание Јади Бурек. Нам особена чест и задоволство денеска да го поздравам во студиото големиот легендарниот музичар на балканските простори Аки Рахимовски, лидерот, вокалниот, не знам усвари дали лидер, но на Парни Ваљак, најисторениот фронтмен. Аки, особена чест и задоволство ми е што си вечерва гости со нас. Добра вечер, ти посакувам на тебе и на твоите слушателки, гледателки, цел ден сум по радија и такви работи. Да, направи шемата и извртеа сегде. И финишираш мило ми е кај што ме повика во оваа емисија. Денеска баш гледав со Бајле репризата. Од вчера требавме да дојдеме, али вчера имавме Со кого си имаш работа да видиш емисија, Па, не, симпатично, доста симпатично. Не знам, немав некои специјални припреми, дефинитивно овога. Реков, идам на прва топка. 40 години кариера е. Ја мислам, има многу работи што може да се зборат. 40 години кариера. Ја бев мало дете и Ти да си бил мало дете. Да, некогаш одамна беше тоа. Многу одамна стоев покрај џубоксот и ја слушам "Превела ме мала жедно преко воде" и викам ова е добра работа. У Макарска ми се ги прашувам кои се овие Парни Вањак. Леле, викам тоа е мојот бенд. И така те заслушав, така те засакав, значи збориме некоја 75-та година. Така е. Ти замина од овдека, отиде у бел свет у Загреб. Да. Како изгледаше тоа? Па, знаеш дека ја бев во групата Тор, со Ацо Црногорецот, со покојниот Ани, со Рамче, со Гаро, многу луѓе продан из таа легендарна македонска рок група Тор. И, нажалост, во она време, не знам, луѓето на радиото, и ние немавме дискографска куќа во тоа време во Македонија и, нажалост, немаме никакви снимки направено. И така работевме скоро 3 години и бевме прв македонски рок состав, кој имаше своји авторски песни на македонски јазик. И, значи, таа 75-та, ако се сеќаваш Бум фестивал, тоа беше рок фестивал на 25 мај на рогенданот на другарот Тито. Така, на 25 И мај во тоа, МКЦ, да, младискиот. Така да тоа тргна од Марибор, па преку Љубљана, преку Загреб, Белград, Нови Сад, значи секоја година се менуваше региски. Тој и значи од цела тогашна Југославија беа представници, ние бевме представници од Македонија и го отворивме тој голем Бум фестивал. Само ќе една работа. Ти од старт во својата кариера влегуваш во рок музика и остануваш рок пејач. Да. Тоа е голема работа. Да, само тие почетоци, Да. и дојдовме во Загреб со Бајле, со воз, онака, долги коси, Црногорецот, ја, Рамче, и дојдовме у таа голема дворана, дом спортова, тоа беше 10.000 луѓе. И ништо, ние го отваравме фестивалот, а пред нас пееше "Не да украден", као химна друже Тито, Љубичице, бла, бла, бла. Ал тоа е убисти рок фестивал на оно време. Така, Сите така. и Бело дугме беа и... Да, тоа е време на Булдожери. дугме, на булдожер, на смак, на Смак подоцна. Смак подоцна. Добро. Он се појави подоцна. И овој покојниот водител диџокеј Тратинчица вика "Са далеко југа из топле Македонија долази нам група Тор". Али пред тоа кога пееше "Не да украден", сите седеа доле на земја, онако хипи, све варијанта на партерот. И кога почнаа да летат банани, лебови, ова избегава јаднава некако испеа. И ја гледам Ацо, ние се гледаме, викам, леле, шо ќе биде ова сега? Абе, и кајде, све бре, и ние се качуваме горе и тргнуваме со таа жена, наша песна. рокерски изглед, така. Ја во леопард, високи овие Да. чизми, со висока пета, сите, мислам, гледавме. Глам рок, така беше во тоа време. Ба, добро, више ко да сме од амерички резерват пуштени, не? И кога тргнавме ние да свириме, и одеднаш луѓето се дигнаа и тргнаа према бината.
Тоа е голема маса. Во она време 10-12 илјади луѓе кои ја му викам Нацо, кај идат овие? Молчи и свири, само пеј. И фантастично. И отпеавме 4-5 песни, беа многу добри критики и се тоа. Се симнавме доле и тогаш поделив прв автограм меѓу публиката и не поддржа. И тогаш Хус настапуваше со група 220. И онда они ме приметија и после тој бум фестивал ја се вратив во Скопје и отија упоредо со група Тор свирев и у Гран Хотел у Барот. Денеска баш... Барот беше место кај што се свиреше исклучително интересно, имаше джез музичари. Тоа беше големи и мене ми беше чест тука и го испеков занатој што се тиче и за клавиатури и за пење. Денеска баш ја сретнав ќерка му на Мичо Панчетовиќ. Сега ми вели дека пред 3 години премина, тоа не знае. Значи Мичо беше, Шуте свиреше, Папас, од Шарпланинци беше Бане. И така со тие луѓе стварно едно големо музичко искуство стекнав. Тука бев, значи, заедно група Тор преку ден, навечер у бар. И така бев стално поврзан и добив едно големо музичко искуство и знаење. Да им кажеме на новиве генерации, во Барот, во сегашен Holiday Inn, тогашен Гранд Хотел, Гранд се Хотел свиреше сериозна музика, не беше тоа некоја тезга, туку се свира джез стандарди, блуз, све. Блузови, така, нешто што беше на чарт, онака. Велам, тука ми е една голема. Стиви Вондер, такви... Па ние бевме убити поделени по групации. Мичо беше оној Evergreen, стара генерација, Бане и Шуте беа она доба на Битлси и тоа, а ја бев оваа рокерска варијанта и имаше анекдота кога дојдов да работам, нормално коса од овека и беше еден шеф на Барот, Црногорец, изврсен. Уште носиш коса, добар си, топ си. И вели, можеш радите овде, каже, али овога коса мора ичи. Ја викам, на Мичо викам, опрости, викам, ја му викам на него, дал косата пее или ја пеам? Не, тоа е правило и тоа е чињеница дека во барот ти не можеш да влезеш. Има надвор гардероба, можеш да облечеш сако, кравата и така, тоа е принципот. Оти се сеќавам кога дојдоа, тогаш Бело дугме беше во Скопје и нивниот менаџер, после ќе биде и наш менаџер Михајлек, дојде и он праша која група е во Македонија најпопуларна да не повикаат горе за бум фестивал. И ови сите му велат Тор и како да па каже Аки пее во барот доле. И они дојдоа на вечер после концертот, Бреговиќ и он, и не ги пушта. Не ги пушти, јас знам за таа анекдота. И ми доаѓа шефот, неки твои чупавци су там на вратима, тражете. Ја излегувам, добро, Бреговиќ, викам, морате овога, дајте им овога, сако е и дадоа сако, кравата и ги пуштија онате. И така тргнува таа цела приказна, ме повика, едноставно се одлучив. 3 години тука со група Тор, пред тоа со група Вакуум, така да едноставно можда во моментот изгубив желба. Викам, ако вие тука не препознавате ова што имаме, има некој што ќе го препозна. Така. И така тргнав со едно коферче, седнав на авион и тогаш прв пат изедов страв. Овој поштански авион и тогаш беше некој сајам тука, есенски. И едни хрвати загорци пијани ко мајка, не ни седа тоа авионот, а ја овака, дош, не време, тоа лудо, а ја овака јадам страв, прв пат летам со авион. И они, кога бевме изнад Белград, вика, дај старе, спусти се доле на још еден шприцер, ги миште, ја викам, али добре. И така, слета во Загреб, дојдов со Хус. Какви времења. И така, тргна цела таа приказна. Ја не дојдов. Како се сретнавте со Парни Ваљак? Не со Парни Ваљак. Хус беше група 220. И они преку тој Михајлек кој работеа, а ние тоа лето работевме у Јајце у еден ексклузивен хотел горе на езеро Плива, во бар, и тоа е само за странци беше затворено.
I onda me jednostavno me najdoa tamo, me povika, dojdov na kao audicije, vamo tamo, kaj je super i vika na jesen. To je basistot Nenad Zubak, koji deneska je so nas cel život, je naš tonski majstor, vrhunski je, tonski inženjer. On inače go ispeja to je album Slike i onda ja, nego nemu se peješe više, i onda ja dojdov kao pejač u grupa 220. To redko koji go znaje, duri na nekoj kvizu i ne može da pogleda to. I snimih me jedna pjesna, djevojka sa sela, ne je važno. I nakon 3 mjeseca Mihaljak menadžera vika, ljudi, mi imamo velike planove, dobili smo pjevače iz Makedonije i trebamo se početi baviti profesionalno s ovim poslom. Ja mislim napraviti veliki posao i jeste spremni na to. I ovi je, a dobro, vikam, mi ne možemo. Piko Stančić, bubnjar, site na fakultet. On beše na akademija likovna, Zubak beše na filozofski, ne, na ekonomski, Jurica beše na filozofski fakultet i... Jurica koji? Pađen, da. I Jurica Pađen? Da, pa to je grupa 220. I onda ovi dvojca se odkaža, ne, mi ne možemo to prihvatiti, nama je važno fakultet i ovo i ono i dobro. I se ja, što da pravim, ih usmika, aki ostani, ke napravime, ke se obereme drugi luge i menadžerov ovoga, mene mi je važno da ti ostaneš. Tak. I ja si vikam, gle, otidov u Skopje, Zagreb je isto kao da sam otišao u Germaniju, na zapad. I kako se ja nakon 3 mjeseca, niti Mercedes imam, ništo ne sam zarabotil, sramota, a vikam će ostana, se šalam, ne. I onda go povikav me Zlatko Miksić-Fuma, nažalost deneska pokojen, legendaren basista, i Srećko Antonioli, bubnjar, koji i on, nažalost, pred nekoga godina premina, i Jurica Pađen se pridruži i to je prva originalna postava koju Hus i ja smo napravili. To je prva originalna postava na Parni valjak. Wow, čovječe, ne go znajem ovije detalji. Prilično dobro ja poznavam muzičkite sostojbi i kako beja, no ova beše dosta interesno, ne sam gi znao koji go znaje, gospodin od Pađen, Aerodrom i to se legendi koji ostavija neizbrišljiva traga do deneska vo muzikat. No, koliko Parni valjak pretrpe promjeni za ovije 40 godini? Pa to je normalno. Parni valjak je prvenstveno golem sostav od jedna pričina. U Parni valjak koji vleguvao podosna i koji ke otide, nikogač ne beše problema da li pari, da li karanici, ne. Jednostavno, luge to barat nekoj svoj pad, da si napravit svoj sostav, taka i Jurica Pađen, otide, go napravi Aerodrom. Aerodrom, fantastičan projekt. Podosna, nažalost i on, deneska je pokojen, Rasko Milošev, drugi od gitarist, on otide pa napravi svoj sostav, ali ona što je bitno na Parni valjak, deka ona ljudska strana, znači, je važna. Prvo je moment da li nije ko luge možemo da bideme zajedno i na pad i na bina, da ne osjećame neka frustracija, da zajedno dišeme, ko jedna familija. I to je prvi osnovni element da se vleze u Parni valjak. Prvo da budeš čovjek. A ovi tehnički strani, to je sve drugo, kako sviraš gitara. Ali bitno je na to da zajedno razmislujemo, ako vlezeš u jednu familiju, onda moraš da, ne moraš, treba da počitavaš i da negovaš. Ti si delna ta familija. Kako da toliko vrijeme pominuvate zajedno, pa prioritet mora da bide prvo... Ta ljudska strana, to je ljudski fakt. I to je jedan od najgolimite razlozi zaradi što valjak deneska nakon 40 godini postoji, to je jedna golema familija i luge koju svire i koja beja i koja tidoa. Deneska smo i seušte, deneska smo golemi prijatelji. Od prvata postava sam ostana Hus i ja. Hus i ja. A ova zadnja postava je Marijan Brkić, Zorislav Preksevec-Preksi na bas, Marijan dojde od Prljavo kazalište, Berislav Blažević, klavijaturi,
I to je ta, po mene, najuspješna postava ovdje zadnjih 25 godini. 25 godini već je vozite ovako. Taka je, ova zadnja Ovo je postava. respekt, Ali stvarno počet mnogo za ona što je 25 godini brak teško uspeva kamoli bitno na Parni Valjak i koja gdje работехме тие големи турнеи, имавме и гости, пејачки, пратечи вокали, гости, ударелькаши, еден од гениални джез музичари, тој е Невен Франкеш, кој е краљ на Хеймонд Оргулје и голем е академски глазбеник, он обожава да свири со Парни Ваљак. Така да сите они, и без разлike што се гости, дал на снимање, дал на концертите, они имаат тоа чувство на припадност, на таа фамилија. И тоа е исто со Ролинг Стоунс, кога ќе ги видите, овака на концертиве, па ќе видите мама Ко, која пред да излезе Джегер на бина, она го гледа овака, а не денеска малку имаш стомаче, друга мајца ќе му да. Он не излегува без нејзина дозвола, ќе дае повеќе, ај се иди горе, не. А кога ќе видиш цела екипа која се, тоа се све негде годишна нивни, значи тоа е од техника, значи тоа е една голема фамилија, така и Ваљак околу себе има и техника се, тоа е еден погон од 50-60 луѓе, така да таа една генерација, па нивни деца сега работа со нас, како тонски мајстори. Така, тоа е убавината на фамилијата, што се вика. Браво. Што поголема фамилија, тоа си појак. Браво. Поинаку се го капиравме во тоа време, го разбиравме тој рокерски живот, дека е тоа нешто лудо, бесно, но вие истрајавте, за разлика од многу бендови, многу состави кои се појави и исчезна, има успех, 40 години кариера е стварно нешто, мислам, институција станавте човек. На крајот на криштата, знаеш зашо сакав да разговарам со тебе? Ова ми е, секоја чест. Имаш 60 години, среќен ти роден ден, наскоро. Не, имам 25 години и 4000 месеци. И 28 сати. А не сум го знал, ми се допаѓа ова, добар си. Секоја ти чест. Кариера 40 години не можат компании да издржат, не можат бракови да се задржат, а камоли карактери од луѓе кои во креативност, каде тоа се судира на ега, но пак многу убаво го издефинира тоа човечката страна. Но во меѓувреме се појави и исчезнаа многу бендови. И времето, секогаш мислевме дека, некој ќе потрае 5-10 години, ќе напуниш 30 години, 40 веќе преку глава и веќе идеш у пензија, нови бендови. Но човече, вие уште сте на сцена, публика ве бара, нема кој да ве замени. И размислуваш ли малку што се случи од тие 70 години кога музиката беше и интернет, и порака, и поезија, и се беше музиката, до ова денеска како едноставно на еден медиокритет и сега плачате. Ова се, вие уште може 10-20 години, но ќе истркалате некоја кариера. Можда и пократко, можда Хендрикс ќе треба некој пратичи вокал, ќе ме повика или со Дженис Джоплин. Се шалам, гледај, има, ја морам да признам, еве денеска бев со Дарко, ние сме стари пријатели. Дарко Ху? Панчев. И баш се видев со Аце Русевски, не сме се видели долго време. Супер вие тоа. Супер, денеска баш горе се најдовме. И он исто вели, го дели тоа моје мишљење, малку е он помлад од мене, ал нема врска. По мене, значи, од појавување на индекси, па дури преко нашите бисбесовци. Како не? Бисбес. До негде крајот на 90-те, ја мислам дека таа генерација даде едно големо благо на песни. Да не збориме, тука се Бело дугме, тука се Катерина Велика, Рибља чорба, Бајага, тука е еден голем кантаутор Ѓорѓе Балашевиќ, Прљаво казалиште, филм. Значи, една групација на музичко благо. И она што ми е драго, денешниве млади деца ги препознаваат тие песни и ги откриваат, и тоа е вредноста на сите тие групи. Ти кажа, тој појам секс, драгс and рок н рол и да, тоа така се поимаш. Мислам дека тоа... Но да беше тоа така ти... Некои од групите беа више копиранти, него да тоа беше начинот на животот надвор.
Rock and roll je kako da kažem, ne ona etiketa da se staviš tuka pa se ja si rocker. Ne, rock and roll je taj život. Način na život. To je jedan način, isto kao što podosna se pojavi punkot kao revolt prema site golem instituciji, prema site tije megalomanski, kako gi vika i Jesovci, ovo, tije golemi Emerson, bendovi. Lake and Palmer, Cepelini. Da, ali kako vidiš deneska, se ušte tije bendovi imat uše pogolema vrednost. Neli? Evo gi, White Snake ni doaѓаат u dekembri. Сите се радуваме на тоа. Dobro, to je jedna druga generacija. Нели? Ali Зборам ova- Deep Purple, pa- зборам Cepelin, Така зборам е. Pink Floyd. Pa to je- И не to je- дојде нивна замена. Pazi, to je osnovno, u osnovno školo to je čitanka na osnovu. Ako ne ja pročitaš šta čitanka, ti ne znaš što je. I ja imav sreća da kad žive v to vreme, jednostavno, i imavme sreća da Husi i ja se poklopivme i sekoja sreća da ne zna da peoti, a da znaje pe, ja ne bi dolgo bil tamo. Oti, fenomenalno je koga autor na svojite pesmi može da gi ispeje. To je najbolja interpretacija. Ne mora da bide golem pejač, ne, ali ako go vidite, Bruce Springsteen ili on, znači ono što go osjeke, ono što go ima u glata i u emociji i može da go izrazi i grleno, onda je to je ludilo, to je uspjeh. Da, se sam Ali glasio. hvala mu na Gospod, ne mu daje glas na hust, tako da on peti peje sa moja duša. I tuka se najdavme kao dve srodni duši. Ja od jug, jedna topla duša, dobro, on je roden u Banja Luka, ali inače Zagrebčanin, ali ima tije bosanski koreni, znači nekako, što se veli, se spojivme, dalo do zgore, zvezdite, i definitivno se najdavme negde na treti od album, so stranica dnevnika koja snimavmo u Italije i tije emocije koje on ima, gi interpretira preko mojih glas, preko mojih čustva i to je golema sekja. Takva kombinacija samo beja Željko Bebek i Goran Bregović na ovije prostori. Се согласувам. Колку албуми истркалавте со Парни Ваљак? Pa mislim Ima li da neke сега brojke? ovoj zadnjov album nema predaje, to je negde 18 ili 19. Ne znam koliko ima ovije koncertni albumi, a da ne zborime za piratski ovije CD-i. Ima, pa ne znam. Бутлези, така наречено. Знаеш, prvite 10, koja trgnavme na turneja, odmah trgnavme na turneja su U-grupa, ona slaveše 5 godini, Добро. od Ljubljana do Skopje. I nije befme kao mlada grupa Parni Valjak gosti na nivните koncerti. I dobivme odmah šansa da se pojavime pred golem auditorij. To je jedan golem fajt. I to go iskoristime. Luge to prv put ne gledat, dojda da gledat U-grupa, a od druga strana dobivate jedan mlad band. Малце тон те збуни со ова. Ќе направиме една кратка пауза за реклами, а сакам да илустрирам малку од последниот период, бидејќи сега сте на јубилејна Ja se турнеја. isprikađam, se izvinuam, ali... Не, имаме уште. Ја имам уште, сакам за тоа време да ми збориш. Имаме време, аки. Сакам само малку да илустрирам со настапот ваш во Белград сега од турнеја, па чисто да... Beogradska arena. Beogradska arena. Ухвати ритам. Uhvati ritam. Ne govorim ništa, ne pusti
sam noćas da te nema, ležim budan na postelji od snijega i tiho, tiho neka druga žena moje ime doziva kroz noć, ružan san. Vidio sam u snu ljiljak bijeli, crne konje i svatove bez pjesme. Tiho bez glasa odlaze neku, neki dragi ljudi, gdje ružan san. Sanjao sam noćas da te nema,
tajna veza za sve ljude znako. Njome čovek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje mlađu čuva da ne bude burite. I to ne skupa sa tovačem, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve. Tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve. Za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza. Ima neka i to je njeno. Moj junior, Kristijan Rahimovski. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија,
од Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Ке читам. Коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковината. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Ке ми должиш една долга емисија да ја направиме. Нема Има многу проблем, ја работи. ќе си земам сендвичи од дома и Да, ја бурек ќе ти донесам, не е проблем тука. Може. Бурече, Добро не сум јогурче. јадол. Да. Скопски бурек не сум јадол. Скопски бурек нема горе, не наѓаш. не. Има добра кујна, одлична. Има, а, босанците нема имаат добри буреци. Али ова Не. се Тоа повтори. сечено месо нема, они имаат мелено месо. Океј, фантастична атмосфера во Белград. Фантастичен концерт и тоа после 22 години пауза. Знаеш, веќе се рушат некои закони на термодинамика, универзум, ширење. Малце чудно. Таму публика има која на памет ги знае. Пази, Хрватска и Србија помина еден мрачен период, па се нормализира и сето ова покажува дека сето тоа било надвор од луѓето, музиката ги надминала границите. Тоа во секој случај. Ние Како го доживеа овој концерт? Као музичари ние сме емисари. Два концерта. Два концерта. Па, гледај, тоа беше еден голем предизвик, што се вели кој прв ќе преиде. Мислам дека ние ко музичари другачие размишljаме. Црната страна, ова е доказ дека се уште постојат луѓе
su otvoreni, open mind, znači su otvorene duše i srce koji jednostavno ne gleda ni crn, ni bel, ni žut, ni zelen. Go gleda čovjek. Ako si čovjek i ako si i pred i poslije ostanal čovjek, nema problem u komunikaciji. Ali ovo što najviše ne voduševi, što gledaš u prvi redovi preko iljade mladi deca koji znači ta pauza negdje, znači se rodile pred 22 godine, nikogaš nego je gledali Parni valjak uživo na koncert preko internet, da, vamo tamo, ali ima to jedna prikazno nimnite roditelji, što se vika od koleno na koleno, što se slušalo u familijata, taka, djecata ne možeš da gi izlažiš. Djecata se jedan golem sungjer, ona što im se sviđa, oni će go zemati, ona što ne im se sviđa, definitivno oti se čisti, ne se uše iskvari. Nevjerojatno, vi imate mlada publika. I ta publika nije nekakva injekcija koja ne drži, što se veli ovoga. I na neki način generacija to poleka ide, ali ono što je fenomen na Parni valjak nije da imamo 4 generacije na koncertu. Od vnuk do dedo. I nikoga nego prašao što baraš ti tuka mrslu koji što ti baraš dedo tuka. Nego isto reagirati. Jedino što oni se na tribinite, mladite se dole i to je jedna fenomenalna ubavina. To moraš da go doživješ. Zato velim, Belgrad beše jedan golem predizvik i stvarno bevme voduševeni. Oti u 2 dana dve areni rasprodajeni, do toga še niko je to nego napravil, ni strani grupi, ništo. Jednostavno, luge to se želni. Preko 50.000? 50.000 luge, da. I saka i tret koncertni, rekao me, dosta je. Ali nakon 2 godine dojdome i povtorno je napolniv me. Posle, prošla godina bevme na ušće povtorno 80.000 luge. To je samo dokaz deka luge to je cenat kvalitetata, ne samo kaj valjak. Jednostavno, luge idet na sigurno. Ako izlezeš negde na dvor, da ukideš u dobar restoran, ideš zato što znaš deka dobro će te poslužati dobra hrana. Taka i sa muzikata. Ideš na sigurno, znaš... Kakov produkt ima tamo. Tako, i što ke se opuštiš i ke uživaš. Ne moraš da razmisliš da li ovoj ke ti skrši glava, da li ovoj ke tu... Gledaš na koncertu, cite se grlace, ljubat, uživa. Što je to po tebe vo muzikata volšebno, što toliko gi pleni publikata? Što je to? Lirikata, pesnite? Pa, Hus ko autor i kompozitor, on je definitivno, ne što je on moj, pa se ki kažem genije, ali ne bega me od narodot. Sveko ova pesna je životna pesna. Kako nije starime, taka i stara ti je životni prikazni. Ali to je čudno, fenomenalno što decata se naogjat vo nije stari pesni kao što se stranica dnevnika hvalati. I to je dokaz da ti je pesni ne se vremenski ograničeno. Koja imaš pesna, ona traje večno. Deneska sve ušte koja se zapeje Hey Jude ili Let It Be ili Cela planeta gi znaje. Od deca, znači, to je to. Treba da poštuješ pesnata, a od druga strana da poštuješ publikata koja bez neze ne bi bile ovo što sme deneska. I to je belgradski koncert definitivno dokaže deka pesnata ne poznava granici. To je, na bilo koliko da zabranuješ, ona sekokač ke dojde kaj onoj čovjek što je saka pesnata. Mnogo dobro žurka, mnogo dobro se zabuva i izgleda snimkite od belgradski od koncert, fantastično. No imaš jedan moment, znaš, ti nikogaš ne gi prekina vrskite, ti sekogaš ostana vo bliska vrska so Makedonija, so makedonskite pejači, so makedonskite zvezdi, tako natamo. Imaš jedan moment koji se sluči mnogo, to je Makedonija koga go izgubi najgolemi od svoj... Angel, ajde da rečemo, angel. Baš je angel. Tak. Toše Projevski. Pa znam. I tebe te fati toa na turneja, na koncert i... Baš to je den, prvi je den, 16. Onaka, kako bevme site koncentrirane na toj koncert i nekoj od prijatelji mi kaže, Aki, ti znaš da je danas godišnjica Toše, to je... stvarno 16. Dobro. Ja mnogo mi je teško da zborim za Toše, go znamo od Zlatno Slavića i tako.
I se sjećam koja imavme koncert u Univerzalna sala, pa dojde Čičko, Ake, može ja nešto da ispevam? I nego moja omiljena pesna Jesen u meni. I taka, celo vreme i se druživme i bevme zajedno na nekoj koncerti kao gosti na Toni Cetinski i imаме патувано заедно од Сараево, па секогаш ке ми пушташе нови песни, Лилја од позади седи, он сака моје мислење и така. Не, едно знаеш, можда луѓето ќе кажат тоа е глорифицирање. Не, а оној кој не го запознал Тоше од онаа друга страна, он има една лична карта што се вика човек. Многу чиста душа беше. Сите атрибути на човечноста тој ја имаше. Многу си во право. И не ова само туку така кажано, лично го знаев, тој ја следеше мојава емисија, контактиравме, се слушавме, доаѓаше, пиевме кафе и стварно повеќе од човек. Таква чиста душа ретко сум сретнал, поготово во естрадата. Зато ја и кога ме прашува на нешто, ја тешко ми е да зборам, само викам луѓе, пуштите. Еве ќе те пуштиме, Аки. Hvala najviše. Hvala vam najljepše. Hvala najljepše. Na današnji dan nas je napustio jedan veliki, preljepi dečko, naš Anđel. Ovo je za tebe, Toša. Sve je tako i sad mi žao. Sve mi opet najljepšu pjesmu tebi bi pjevao i da sreće da sam pjevat
Да, тоа е голема желба. Ќе отпееш ли на концертова? Ќе отпеам, ќе отпеам. Ќе му ја посветиш пак на тош? Не морам да кажам, он знае, он гледа од скоро. Да. Има една песна, добри људи одлазе у небо. Жал ми е што те се фрливме у емоции, не знаев ни разговорот. Гледај, невозможно Не знаев дека толку те допрело него, дека сте биле толку блиски. Еве, тоа се исти години кој на мојот син. Исто годиште се. Така, морам да признам кој да е мој син. И невозможно да избегнам такви работи, тоа е нешто што е твое и по кој пат боли. Знаеш, викаат, куферчето, вика болката е како куферче покрај твојот кревет. Така. Секој ден ќе станеш, ќе си го земеш. Некојаш е тешко полно со камења, некојаш е лесно како пердов, ама цел живот ќе си го носиш. Така. Секој својот крст го носи цел живот. Сепак, знаеш, твојот пат не беше лесен, но имаш благослов со Хус да креирате нешто, да дадете емоции, но и да ги добиете. Мислам дека оваа синергија што имате со публиката, како ве прима, мислам дека нема подобар мотив да продолжи човек и понатаму да го прави тоа што го прави и покрај сите оние успони и падови. Аки, успеа и фамилија да направиш. Ти во овој бурен живот имаш и дете, и фамилија. Па добро, ја мислам дека сум меѓу најмладите рок дедовци. А и дедо си. Како Честитам. не, како не. А мислам дека е тоа еден мислам дека сега кога ќе погледам назад со овие години, мислам дека не е завршен животниот циклус. На секој од нас ни е животен циклус. Ќе се родиш, ќе завршиш основна школа, ќе завршиш средна школа, ќе отидеш во војска, па ќе завршиш факултет или пред тоа факултет, па ќе се ожениш, ќе се заљубиш, во меѓувреме се заљубаш, не е проблем, па ќе добиеш прв син или прва ќерка, па онда све некако ги воспитуваш, ги дигаш да станат на чврсти нозе, да гледат исправно, да препознаваат лошо и добро. Така е наше едно домашно воспитание. И онда очекуваш од тие деца да се омажат, да се оженат и да добиеш внук, да добиеш наследник, што се вели. И тука можда луѓето се лажа дека циклусот е затворен. Све си постигнал, си направил, си ги дигнал децата. До последниот Сега тека имаш разлог да живееш. Да, во право. Тоа е така да више некогаш појом дедо значи стар човек. Крај. Сега е мотив. Едно многом ту, другом према излаз. Али мислам дека времењата и временскиот и животниот век се продолжи. Оти луѓето денеска доста, таа една наша генерација доста, не би рекол живее здраво, живеевме ми и нездраво и се, али едноставно во сите овие и лоши и добри страни човекот денеска има сознание дека со 50 или 60 години не е крај на светот, не е крај на животот. Не. Дека почнеш една нова фаза, да овој циклус си го завршил, сега идеме понатака. Имаш ли енергија на овие години за овие турнеи? Не ли те замара? Не викаш доста е окей? Ние кога направивме таа пауза со Парни Ваљак 2005 година и тоа беше последен концерт, славивме 30 години на Парни Ваљак и се опростувавме од публиката. Заден концерт на таа турнеја беше во Скопје, во Универзална сала, 2 концерта. Али секаде луѓето не верува дека е готово. Немојте сите после концертот
što se vika nekoj emociji, plaćenje, vamo tamo. I Skopje беше fenomenalno. Jednostavno, luge to ne pušta. Sekoja večer moravme da se vraćame. Se sekjam hus jedan bis, vtor bis, tret bis, kako je univerzalna, pa gore se kačuješ. Pa stalno se vraćame gore dole i hus vika. Pa dobro, dokle će sad ovi tvoji Makedonci, pa mi smo ipak ljudi u godina, ne možemo ići gore dole. Kažem, ajmo sad odsvirati još 5 pjesama. Tako da, toj koncert traješe skoro 4 sati. To je vtoriot. Ovaj prvi traješe jedno 3,5 sati. Tako da i poslije otidohme kaj Zoki... Saki bidete vo jedna mnogo dobra sala, Boris Trajkovski, fantastična sala. Poslije to otidohme kaj Zoki dole u jukebox i onaka bivši Matenik, se jukebox. I gledam me. Ja mu vikam, hus, pa misliš deka ne sme ovoga trebale ovo, i ovi site, i od benda. Pa gledaj, svi nas vole, mislim, ne, ipak smo odlučili. I mislim deka je to dobra odluka. 30 godini je jedna isto zavidna brojka, konstantno da si na scena, konstantno da si uspešen, da definitivno sekoš imaš neka uzlazna crta, ali mislim deka, znaš, imamo u prosjek između 80 do 100 koncerti godišnjo. Wow, to je golem. I mislim deka negde tuka ta nekakva... I to, a i od druga strana dojda nekoj drugi vreminja. Ti napravi togaš i nekoj svoj projekti, solo albumi? Da, zastanavme, Marija napravi svoj solo album, ja napravim svoj solo album. Nije i ponataka sme porodica, ostanavme, ja mu bev gost, on mene mi beše gost, tako da toj trend prestano kod nam parni valjak, to ne znači deka i nije prestanavme, nije ide, povtorno imav nov izazov, mene bi beše najteško, što svake napravi jaki bez parni valjak, bez hus, ne? So to što mi se pridružio i klavijaturist od Bero i bubnjar od Dražen Šolc, on mi go napravi toj album. I onda jedna ubava rabota, site luge prijatelji, muzičari, odjednaš doagja u studio da vidat što se ja pravim, kakvi pesni, što. I Aki, mogu ja ovdje osvirat gitaru? Pa kaj, možeš, prijatelj, zašto ne? Site mi dava jedna podrška, ne? Jedan drug Aki, ali mnogo mi je teško, kada čuješ moj vokal, te kažeš to je parni valjak. I ona je jedna golem, koliko je to je brand koji se vika parni valjak. Kako čuješ rukopisot, ali kako čuješ Aki, on prepoznaš da je parni valjak. A сега луѓето, па добро е тоа, се плаше од таа реченица, па добро е тоа, не е ко со парни ваljak, знаеш. Али имав едно голема сеќа дека луѓето го препозна и тој друг Аки, кој не е со парни ваljak, кој песеа од друг песни, од Дражен. Имаш и со песни со Каролина. Така, тоа е еден друг албум. Тоа е едно исто убаво искуство. Бев у ЛА, благодареки на сестра ми, они живеат во Америка, 3 пријателки се сестра ми е у Северна Каролина. Ова Леле, и го заборев ми, она е омажена за Скот Хендерсон, нејзина пријателка и биба, која предава доле на универзитет. Благодарејќи на нив се запознавме со големи амерички. Да не сакаш да ми кажеш виолинистка, Венеса Маја или челистка? Челистка, наша македонка. Наша македонка. Да, она живее и омажена е за Скот Хендерсон, еден од најголеми гитаристи. И преку нив легов во еден пријателски однос со сите тие музичари, и имав таа среќа. Тоа е бита на музичарите. Каде да дојдеш, на кој континент, кога си музичар, имаме заеднички јазик. Не морам да знам англиски, али имаме заедничка душа. И малте не бесплатно. Али прво го слушна материјалот, им се допадна, и останавме 15 дена, и фантастично. Ми снимија, и онда дојдоа во Хрватска, и така ја ги дочекав. Тоа се све големи луѓе,
golemi muzičari, Renato Neto, so Prince, pa Joe Heredia, bubnjar koji je jedan od najgolemih studijskih bubnjari. Mike, ima ih puno, ali to je jedna muzička spojka, tako da ne je važno. Ali velim, eto tako, u tom momentu se dogodi to i nakon 4 godine povtorno se najdofme, povtorno se dogodi ta hemija i povtorno trgnavme, ali su dogovor da definitivno izfrlime nova pesna, da vidime da li se ušte Parni Valjak ima nešto da kaže ili nema. Направите ли нов албум сега за оваа турнеја? Имате и нов материјал? Не. Заден албум нема предаje. Ali ti velim, prvata pesna povratnička je nakon svih godina, nakon 2 nedelji na site top listi u regijata беше prva i to беше znako da možemo da idemo понатак. Ја би сакал уште нешто малце да публиката е едноставно и да ловиме повторно дел од атмосферата, онаа што немала таа среќа да ги види вашите концерти овдека во живо во Скопје. Сега има шанса и тоа како, кога е концертот, така и точно датумот. Сабота, Борис Трајковски, 21 час. 21 часот. Океј, имаме уште време за разговор. Може да идеме со Доџи од Белградска арена? Може. Одлично. За кај па не? Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji punoj šećera. Ispred mog prozora drvo divljeg kestena, puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli. Da li čovjek sve, baš sve na kraju preboli? Ne
jer je namjera to što čini razliku od čovjeka do čovjeka. Nemam nikog da me vodi, to mi ne treba, jer još uvijek moja glava meni pripada. Moraš prvo puznati da bi znao hodati, a kad te stvarno sve uzazi, pritisne digni glavu, ne daj se, pjevaj pjesme ljubavne, zaplači kad te nitko ne vidi. Naužam samo smješkom, ona mnja kroz grad. Zvona zvone, nedjelja je gdje ja pitam. Bole riječi, boli vrijeme, bole sudbine, da još idu prijatelju kome je do istine. Moraš prvo pucati da bi znao hodati, a kad te stvarno sve uzazi, pritisne digni glavu, ne daj se, pjevaj pjesme ljubavne, zaplači kad te nitko ne vidi. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Digni glavu, ne daj se, pjevaj pjesme ljubavne, slušaj me, ma boli te. Ne daj se, pjevaj pjesme ljubavne, zaplači kad te nitko ne vidi. Ne vidi. Ne vidi. Ne vidi. Ema, to je poštovanje na publikata. Ама испадна дека стварно оние што се најфини, најкултурни, оние што беа најискрени на сцената обстана. Еве Арно го спомнуваш, Здравко Чолич. Еве и ти имаш таков, пон си со љубов, пон си со разбирање. И тоа трае, и тоа трае. Вие не можете да ја завршите кариерата. 2005-та, 30 години, еве ми кажеш, завршивте, нели? Доста. И стварно ќе рече човек доста. 2009-та се враќате, не може, публика ве бара. Гледај Не Белград само што се публика, и случи. ние повторно осетивме таа една... Парни Ваљак, ти велам, тоа е една голема фамилија, така да нема... Сега, едноставно, кога се вративме, си направивме така да уживаме. Ние не велиме дека ова е наша работа, ова е наше уживање. А тоа уживање се пренесува на публиката и имате повратна и така да... Добро, ова е турнеја? Па, мислам, турнеја. Турнеја е во тој смисол од Скопје тргнува таа славленичка турнеја, која ќе трае цела година. Значи, тие 4 од овдека стартувате? Да, Така? од Скопје и централната, мислам, централната. Оти прв настап као Парни Ваљак имавме на 29 новембар Да. на гитаријада. И во Белград ќе биде као, ајде да кажеме таа централна, оти од Белград тргнавме ко Парни Ваљак и сите центри на региите ќе ги обфатиме, оти секаде сме ко дома и Колку следната планирате година... тоа треба да трае? Па тоа ќе трае до следната година, негде до 3-4 месец. У 3 месец се селиме за Америка, за Канада, И таму Германија. турнеи ќе имате? Да, па имаме таму наши Браво, луѓе, браво. така да... И И они се уште- надевам следната година ќе бидеме во Австралија, оти со Ваљак никогаш не сме били во Австралија и таму имаме наши луѓе.
Така да едноставно оваа година и следната ќе биде славеничка, али ние во меѓувреме секогаш наоѓаме време, влегуваме во студио, снимаме нови песни, еве и вечерва ќе имам таа чест во твоја емисија да имаш премиера на наша нова песна, која се вика Само ти, на нов спот кој го правише еден наш пријател од Словенија и голема ми е чест дека прв пат ќе се заврти во твојата емисија. Честа ќе биде цела моја, ја ти благодарам за оваа чест и ги поканувам сите гледачи во сабота на концертот на Парни Ваљак на големата јубилејна турнеја 40 години кариера и 25 години на Аки Рахимовски и 4000 месеци. Ве поканувам сега да го изгледаме овој спот, оваа песна која иде премиерно во етерот во Македонија. Имаш уште нешто да кажеш? Ќе благодарам многу. Некои изненадување ќе имали за сабота, спремаш ли нешто? Што поголемо изненадување, се уште сме живи и здрави и уште дрмаме. Нормално концертот е концепиран така ќе ги фати сите 40 години, не сите песни, оде да ги изведеме сите песни. Нема шанси. Ќе мораме да делиме сендвичи 3 дена и вреки за спиење 3 дена. Али во секој случај секогаш е тешко да се направи листата за концерт, али на некој начин ќе бидеме сите задоволни од секој период, некои преломни песни кои во кариерата не буткаа понатака од Превеламе мало жеднок преко воде? Не, тоа е тајна. Ќе ме тераш. Така да ќе го фатиме целиот опус и она ти благодарам што сум прв пат и се надевам дека не сум и заден пат во твоја емисија. Дај Боже. Али те обеќавам еднаш ќе се седнеме и ќе направиме една, ја би сакал и има тука и луѓе од Македонија, тука е Владко, тука е Гаро. Сега да направиме една трибина за тие времиња, за таа една генерација на успешни музичари кои денеска се уште свират, се уште дават. Тоа да се дават. документира затоа што времето изминува. Така е. И треба да остане затоа што тоа е вредност. Еве, ја ти обеќавам, ти ветувам, направи така еден кружок, една што се вика акција таква, ќе се соберем од сите страни, ја ќе ти помогнам да ги доведам и некои луѓе од Хрватска или од Србија, не е важно. Ќе ми биде задоволство. Така да направиме да еве денешнава младина да ги види тие луѓе кои на некој начин ја правеа историјата на рокот на овие простори. И што да ви кажам, пријатели, сабота Борис Трајковски, дојдете заедно да ги славиме нашите и вашите 40 години на Парни Ваљак. Hvala najljepše. Hvala vam najljepše. Hvala najljepše. Na današnji dan nas je napustio jedan veliki, preljepi dečko, naš Anđel. Ovo je za tebe, Toša. Sve je tako i sad mi žao. Sve mi opet najljepšu pjesmu
zašto si me, majko, rodila, lelele, cel život nesi me videla. Ti si maško čedo rodila, lelele, i na drug si mila, majko, radost stvorila. I na drug si mila, majko, radost darila. Ova manama i na drug si mila, majko, radost stvorila. Bitola, moj roden kraj, jaz te sakam, za tebe pejam. Bitola, moj roden kraj, jaz te sakam, za tebe pejam. Bitola, moj roden kraj, jaz te sakam, za tebe pejam. Kao što je taja čaša polna so vinom, kao što je taja čaša polna so vinom, tako je i moje to srce polno sjadovi. Tako je i moje to srce polno sjadovi. Jaze mi si, mili sinko, puška berdanka. Jaze mi si, mili sinko, puška berdanka. Pa si pojdi, mili sinko, gora zelena. Jadovite, mili sinko, da zabora. Maestro! Zlatan, Zlatan! Zlatan! Maestro! I Zlatan Goldie!